Обвинителството не е заинтересирано за случајот со неколкуте туристички агенции кои постојано ги добиваат тендерите од институциите. Не гледа повреда на законите и покрај тоа што еден куп институции набавуваат авиокарти од истите агенција, за кои код веќе објави дека им ги продаваат речиси двојно поскапо од тоа што ги набавуваат. Во моментов сметаме дека нема повреда на постапката за јавни набавки, што е еден од елементите на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување, предвидено и казнимо по член 353 став 5 од Кривичниот законник. Но за да се дојде до вистината, процесот е едноставен. Треба само да се дзирне во системот преку кој сите агенции ги набавуваат авиокартите. Таков беше примерот со авиобилет продаден на Министерството за правда, а кој Телма го објави. Правда платило и до 200 евра повеќе само поради тоа што не побарало туристичката агенција да даде доказ за оригиналната цена. Ова веќе е предмет на интерес на ДКСК, но и на ревизорите. Тоа ни беше всушност и планот да разговараме со Државниот завод за ревизија, колку они како еден вид тематска ревизија ќе може да го покријат тоа, затоа што навистина вака навидум као беззначајно, но многу е значено, затоа што големи пари се кријат во позадина, вреди за истражување. Во меѓувреме, Комората за туризам веќе испрати допис до повеќе институции, меѓу кои финансиската полиција, за да го истражат случајот. Се сомневаме дека е можна поширока форма на здружување, организирана со намера да се оштети буџетот на РМ, во која можно е да се вклучени и вработени лица во институциите корисници на јавната набавка. Код веќе објави дека туристичките агенции Atlantis, Fibula и New Ways of Travel ги добиваат тендерите затоа што наплаќаат 0,01 денари за услугата за резервација. Другите агенции се чудеа каде им е ќарот, но токму разликата од набавната до продажната цена е огромна, па сега тука паѓаат сомнежите. И двете обвинителства ја имаат ангажирано Атлантис, но се ја побарало како доказ и оригинална фактура, додека државното обвинителство во договорот нема таква клаузула, но се правда дека досега ниту еден обвинител не летал во странство.